Турнирот во Миравци Тихо е посетуван од огромен број на посетители не само од Миравци, туку и пошироко од јужниот регион во Републиката, а и воопшто од цела Република, докажува и тоа што трибините се секој пат полни. Костадинов Ѓорги, организатор на турнирот во мал фудбал Тихо, но исто така и председател на спортското друштво Тихо од Миравци. Господине Ѓорги, секоја година се гледаме, токму во овој период од годината, причината секој пат е тоа, една и иста. Надпреварот, односно турнирот во мал фудбал. Како течат годинашните надпревари? Па како и обично секоја година, ова е 18-ти поред меморијален турнир во мал фудбал Тихо, ова година е 2006, значи Тихо 2006. Првите 2 години беше Илинден, потоа во чест на брат ми покојни се вика Тихо, ова година е 18-ти поред. Подготовци се вообичаени, имаме веќе искуство за таа работа. Припремните работи ги вршиме за едно десетина дена, објавуваме во огласи во македонски спорт и во јавните медиуми она што треба да се објави како припремни за како ќе течат пријавите на екипите, така да ова година се пријави 32 екипи кои се поделени во 8 групи и одиме по таа шема како на светско првенство, значи да нема фаворизирање на екипиве, значи иста шема припишена од светско првенство. Добро, турнирот рековте дека се организира 18 години заред. Како се снаоѓате финансиски? Ова е огромна организација, можевме и ние тоа да го регистрираме со нашата камера, меѓутоа и колку што ги запрашавме посетителите, исто така велат дека вашата организација досега е безпрекорна. Не се однесува само за оваа година, туку за сите изминати. Пофалби имате од секаде. Колку е тешко да се организира ваков турнир? Само треба волја да се сака и да се знае, али тоа не може сам тоа да го направи. Ние како спортско друштво делуваме веќе 3 години, сме регистрирани како спортско друштво Тихо. Без спонзори, да ви кажам, без поддршка од спонзори и такви покровители кои ни помагаат, нема шанси ова да се заврши, бидејќи ова е доста од финански аспект доста скап турнир, кој го покриваме секоја година со спонзори, кои еве јавно да им се заблагодарувам, да не ги именувам, значи ги има многу, кои чисто ни помагаат за да го тоа реализираме најбезпрекорно. Сте се обиделили од општината, можеби од државата, да побарате средства за организирање на турнирот? Па видите, ланска година ние како спортско друштво Тихо организиравме, имаме младинска школа, лани бевме за Германија, во Фулда. Агенцијата за младен спорт доста ни помогна во таа смисла, значи финансиски и градоначалник на општина Гевгелија и Валандово. И да не ги набројувам сега и другите спонзори. Значи, тие исти спонзори бараме, не се страмим, бидејќи ова е една манифестација од општ јавен интерес, да побараме средства, да нудиме меѓутоа средства, скромни средства кои би го покривале само финансискиот дел, значи да бидеме на нула, што се вика, да може да го покриеме тоа сега. Мора да се забележи дека имате и искусни фудбалери од Републикава. Па има, доаѓаат искусни, мада овие прва лига и втора лига сега се на припремни периоди, па малку е потешко, али доаѓаат. Едноставно квалитетот го задржуваме на тоа ниво да биде интересен турнир, така да има например 16 екипи кои мислам дека не се знае кој ќе биде прав. И тоа е драшта на турнирот. Да нема фаворизирана екипа да кажеме еве ние сме најдобри и џабе другите играат. Значи од тие 16 да кажеме ајде не 16, 10 екипи, значи не се знае кој ќе биде прв. Јас ви благодарам за разговорот, се надевам дека повторно ќе се видиме, затоа што турнирот нели е на својата средина најверојатно. Ви пожелувам многу успех и понатаму да продолжите со ваквата организација. Благодарам и да дојдете кога е полуфинали и финали.